Окей, стоп, треба да снимам видео. Во денешно видео ќе ви кажам сите тајни на јутуберите. Сите, сериозно, ќе ви кажам тајните на јутуберите, кои што вие не ги знаете. Јутуберите никогаш не ги кажале. Прва тајна на јутуберот. Јутуберот кој ќе фати женска, еден јутубер кој ќе фати женска, тој не фаќа женска од сага, туку фаќа женска за да добие нови субскрајбери. Значи таја и нејзините другарки ќе му субскрајбер на каналот. И така си има субскрајбери. Тој кој ќе се скара со женска му не е тажен поради тоа што ја нема повеќе женска поради тоа што таа веќе не го сака, туку е тажен за тоа што ги изгубил субскрајберите. И затоа јутубер после раскинување ако падне во депресија, знаете дека е за тоа, заради изгубените субскрајбери. Ева сега да ви кажам една моја пригаза. Си фатив женска, ама стварно ја сака. И добив нови субскрајбери сега. Таа другарка е нејзини другар, имаше кој трети брачеди. Добив едно 20 субскрајбери нови. И јас првиот период се дружев со неја, ама после тоа некако почнав повеќе се ангажирав за YouTube. И не ја обраќав така внимание, хаслав по цел ден на YouTube. Телефон на мјут, никој да не ме варат. И после тоа кога уклучив телефонов, гледам пропуштени повици еден куп. И се јавив кај сите и дојде на ред кај не засявам. И сега се јавам кај не ми викаат: "Добро Кристија, зашто веќе крајно е ова, те молам одбери, YouTube или јас?" Искрено луѓе да ви кажам, добра женска беше. Втора тајна на јутуберите. Јутубер кој излезе во диско, не оди таму за да се забавуваат, туку оди таму за најнекој смешен лик за кој што ќе имат покасно да направите интересно видео. И кога ќе пуштат убава музика некоја сиде кога ќе скремне по песната, тој скремит од стрека игра денсат поради тоа што човекот, тој интересен човек што го нашол за кој што ќе прави видео, ќе прави уште посмешни работи кои што тој ќе може да ги каже во видео. Сконта некој, капиш? Следна работа, облекување за чаршија, односно отервење за чаршија. Значи, како сите други нели се облека за средве за чаршија, да се облечени, за си на некоја женска. Ама јутуберот не се дотерви за тоа. Јутуберот се дотерви за чаршија поради фактот што може да го најдете некој фан и да треба да се сликат. И на сликата ако изгледат како тигар избеган од золошка, како што изгледам јас во Косова, нема да биде добро. Затоа тој секој пат се дотерват. Дека знаете, јутубериве славни се, сите сакаат да се сликат со нив. Фала ви многу што гледавте видеово, ако исто ставите лайк, ако не дислайк, не заборавајте да се субскрајбите на каналов, значи ако не се субскрајбите на каналов, како што кажав во некој од претходните видеа, да дојдеш на мојов канал и да не се субскрајбниш, исто како да леташ со авион, а да не се сликаш. Се гледаме со следно видео многу наскоро. Чао!